Ако и денеска нешто ви недостасува во однос на вашиот ден, тоа е фактор здравје. Вашата здрава навика која што и денеска ве поздравува, а јас Илија Николовски во името на целата екипа ви почитувам и нормално ви посакувам да се чувствувате пријатно и да ги откриете новите нешта информации кои што ги имаме за вас. Стандардно, почетокот и рубриката Истражувањата докажаа ќе го означат и почетокот на ова ново продолжение од фактор здравје. Добро дојдовте во него. А истражувањата на научниците и резултатите до кои дошле од медицинскиот факултет во Сент Луис, Соединетите Американски држави, велат и ја потврдуваат изреката дека постојат лица, млади кои што се со старо срце и обратно, стари лица по години кои што имаат младо срце. Имено колку луѓето во поодминати години се навикнати на строги вежби, нивното срце почнува да работи како кај младите луѓе. На тој начин срцето работи во добар ритам и е во целосна функција. Така телото кај лицата во поодминати години навремено е снабдено со свежа крв, богата со кислород. Крвта преку циркулацијата навремено стигнува до секоја клетка од телото, што освен внатрешно овие лица им дава и впечаток дека надворешно се поведри и се полни со живот и енергија. А не случајно рубриката Истражувањата докажаа потврди дека се повеќе луѓе кои што се во поодминати години сакаат и можат да изгледаат помладо, а во контекст на рубриката и денешната тема има соодветна поврзаност. Имено денеска во Фактор здравје ќе бидеме концентрирани и најмногу ќе зборуваме за кожата, односно ќе ве запознаеме за примената на ботокс во естетската дерматологија. Но преди се, должност и чест ми е да ви го представам гостинот кој што ќе ги објасни фактите и денеска ќе стои на ваше располагање доколку имате прашање во продолжение да го поставите до него. Ви го представувам доктор Тихомир Цветковиќ, кој што ќе зборува во името на естетско-дерматолошката ординација Дермаплус од Скопје. Добар ден, доктор Цветковиќ, и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата повторно и поздрав до гледачите на Фактор здравје. Нашата, сакавте нешто да кажете или? Фала на прашањето, дека одлично се чувствувам, повторно ми е драго што сум овде и што ќе може да дебатираме на една исто така интересна и опширна тема. Сигурно ова е тема која што секојдневно работите во вашата пракса, но и ги следите од теоретски аспект сите новини кои што се случуваат, но пред и се да зборуваме кои се индикациите или кога, зошто и како се применува ботокс во естетската дерматологија, да објасниме дали естетската дерматологија е посебна гранка или посебна насога, би рекол, од дерматологијата како одредена специфика и специјалност од општата медицина. Така, естетската дерматологија е гранка на дерматологијата, значи релативно нова, понова, која што се занимава со нема јасна граница во однос на матичната дерматологија, меѓутоа незината задача е да се занимава со здравјето, покрај здравјето и убавината на самите пациенти. Значи оние корекции кои што или природата ни ги одземала или ни ги нарушила, како да речам, естетската дерматологија се погрижува да ги врати, да ги коригира се според желбите и можностите на клиентите, на пациентите, да ги наречам. Благодарам за овој воведен дел, а по првиот блок реклами ве очекуваме и вас да останете до крај со нас и да ги слушнете аспектите во однос на денешната тема примена на ботокс во естетската дерматологија. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena do savršenstva uz pomoć liposukcijske ishrane motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna Nova godina! Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да
почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. А во контекст на сите оние препораки кои што ги видовте во маркетиншкиот дел, сигурен сум дека Фактор здравје годинава направи многу позитивни промени во вашите животи. Ако не е така, се уште има време тоа да го направиме. И во контекст на нашето мото "Мислете на себе", ќе продолжиме и во новата 2017 година. Но должно се пред се и чест да ги одработиме или да ги поминеме сите овие 10 останати продолжени од Фактор здравје до новата година, а првенствено е денешната емисија. Ќе зборуваме на тема примена на ботокс во естетската дерматологија со доктор Тихомир Цветковиќ, со кој што веќе го почнавме разговорот и во контекст на продолжението, кога ја споменуваме примената на ботоксот, што тој значи и какви се неговите можности во однос на естетската дерматологија. Вовете еден мал зашто е тоа ботоксот, значи тој представува дериват кој што природно, значи во природата го наоѓаме како резултат на метаболизма на една бактерија, Clostridium botulinum, еден од најпотентните токсини природни што можеме да ги најдеме. Има најмала доза која што може да усмрти, затоа и таа потентност така е рангиран. Меѓутоа преку фармаколошки методи на деривација и така натаму дојден е до изолат кој што е идеален за решавање на точно специфични медицински, меѓутоа и естетски проблеми. Иницијалната употреба е најдена за медицината, значи за решавање на одредени патологии од повеќе гранки, имено неврологијата како ударно ми доаѓа да го спомнем и како прва, меѓутоа исто така и во гастрохепарентерологија и така натаму. После да се најде дека неговата функција и механизам на работа може да се исползува и за решавање на некои естетски проблеми кои што ги имаме. Па така, дерматологијата доаѓа прва во израз. Или можеме да го поедноставиме како синоним ботокс еднакво неубавина. Дефинитивно, тоа е еден од најкористените, ако не мислам дека најкористен препарат кога станува збор за естетска дерматологија покрај дермалниот филер. За да овој разговор не биде помеѓу вас и мене, само ги повикувам и гледачите на 6091925 и 6091924. Сите оние кои што имаат можност и сакаат да постават прашање, повелете, доктор Тихомир Цветковиќ ви стои на располагање, а да потсетам дека тој гостува во име на естетско-дерматолошката ординација Дермаплус од Скопје, ординација која што ви стои на располагање на 02-244-6600 и ординација која што можете да ја посетите на незината страница на глобалната мрежа www.dermaplus.mk. Во однос на примената на ботоксот, кажавте дека покрај медицински најчесто го применувате од естетски аспект врз оние лица, дали постои ограничување или буквално сите може да бидат подложни на интервенција со ботокс? Ботоксот се користи, значи во суштината на ботоксот е решавањето на брчки или на, како да речам, значи некои траги на годините или така, значи некои траги кои што се одзнак на веќе сериозни години. Меѓутоа лимитацијата е во однос на тоа секој кој што има проблем со овие брчки, дали биле природни или биле поради секундарно ради некои проблеми, може да го користат ботоксот и нема контраиндикации во однос на возраста на пациентот. Оно што е важно, реков јас, покрај теоретскиот или оној научен аспект, бидејќи ги следите трендовите во Дермаплус ги применувате, практично многу работите со пациенти и со лица во крајна линија кои што можеби не се болни, сакаат само од естетски аспект да го решат својот изглед или да бидат поубави, што е одна што првенствено треба да знаат оние кои што имаат таква намера да направат. Има ли некоја посебна подготовка? Подготовката во однос на третманот
е минимална. Значи, пациентот ако дојде денеска на консултација, може и веднаш да го прави третманот. Значи, нема никакви претходни подготовки, нема од страна на самата ординација или докторот да има потреба од некаква проверка или лабораторија или така, нели, сериозни исследувања да има. Во принцип, клиничкиот разговор со пациентот е многу битен. Или ајде да не го речам клинички, пошто клиника сепак значи нешто што е за лекување, ова е естетика. Значи, едноставно, консултацијата е многу битна. Имаме прво јавување, јас само за момент ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Повелете, добар ден. Добар. Ве слушаме, добро дојдовте во емисијата. Јас се Брита од Гостивар се јавува. Ви благодарам, господи од Гостивар, што сте со нас. Задоволство ни е да ве слушаме. Фала. Имам 52 години. Во ред. Забите ми се... Јас ке ве замолам малку погласно или дали ме слушате? Ве поканувам уште еднаш да се јавите, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани, не само вие, туку и сите оние кои што имаат можност и сакаат да постават прашања. Повелете? Прашањето беше околу подготовката, нели, тој разговор. Реков дека нема некоја специјална подготовка, едноставно е консултацијата примарно и таа, значи, е првата, да речам, линија која што ја има пациентот со лекарот за да ги објасни своите желби, нели, и можности, и при тоа да добие професионален совет за тоа како би се работел третманот. Што е она што најчесто или можеби најфреквентно е во вашата ординација што го работите, како пример да бидеме уште подостапни и поприемчиви во однос на информациите? Во однос, значи, на ботоксот или во интерес на темата, најмногу... Еве се разби, јави една господја, дали жените наспроти мажите почесто? Апсолутно, во однос на, нели, половата застапеност, жените се дефинитивно доминантни во однос на тоа колку ги користат нашите услуги и ботоксот. Меѓутоа имаме и одредени, нели, мажи меѓу клиентите кои што исто така, нели, според за истата цел го користат ботоксот. Имаме јавување, јас ќе ве прекинам уште еднаш, се извинувам во име на јавувањето. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Да, повелете, господјо, ве слушаме. Имам 65 години. На лицето во последните 2-3 години имам флеки, повеќе на челото и така на образите. Дали докторот може да ми помогне со некој третман да ги изчистам тие флеки? Дали ова доволно за одговор, доктор? Доволно, дефинитивно. Благодарам за вашето јавување. Флеките во најголем случај се јавуваат и од сонце и од однос на возраста, значи најчесто. Меѓутоа има и други причинители. Сега во интересна тема со ботоксот не можеме да ги решиме овие проблеми, меѓутоа во однос на естетската дерматологија има третмани. Мезотерапијата и дермапенот како представник на мезотераписките третмани е одличен избор за решавање на овие проблеми. Значи преку својата работа плюс додаток на коктели ефективно се решаваат за неколку третмани овие флеки, овие промени. Да, значи ја упатуваме господјата доколку имате прашање или сакате да закажете термин, 022446600 е бројот на естетско-дерматолошката ординација Дермаплус од Скопје, каде што тимот на доктор Цветковиќ, како што спомена, ќе го реши вашиот проблем. И да се вратиме на конкретно ботоксот, она што го зборувавме во однос на половата припадност. Рековте дека жените доминираат во однос на мажите. Која регија или што најчесто бараат да биде решено? Па е вака ќе изгенерализирам прво, значи ботоксот наоѓа примерно скоро на цело лице. Почнувајќи од доле према нагоре, значи ги решава оние, значи што ги викаме ние дупчиња во брадата, па потоа ги решава самите краеви на устата, преку ботокс може да се кренат самите краеви на устата или комисурите, со цел нели да се направи една убава фина силуета на самата устна. Се воцка коренот на носот, со цел да се крене самиот врв на носот. И оние bunny lines што ги вика, значи оние мускули овде кои што при смеење се јавуваат се... Или јас што ги имам овие тука, на тие мислите? Овие се решаваат со друго. Може да со ботокс, меѓутоа филерот е тука доминантен. Овие овде што се, значи тие се тие мускули кои што исто така се многу чести во пракса. Меѓутоа најмногу, еве и во текот на нешто како почнав да ги објаснувам, најмногу се обрнува внимание, значи, на глабеларните линии, таа ова вертикална линија овде која кај одредени пациентки знае да се појави. Меѓу двете веги. Меѓу двете веги, така сика, значи професионално сика глабеларна линија. Вегите исто така се третираат, односно аголот на самите веги. Некои пациентки си сакаат, нели, нормално
изгледа да им е таков на тој начин што ќе ги подигнат за неколку милиметри краевите на самите веги и се разбира челото. Значи тие брчки на челото кои што си мислам дека можда најзастапени, најчести вака во пракса кога ќе размислам. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден до вас. Добар ден. Добар ден, господјо. Дали и вас ве погоди темата штом се јавувате? Да, се јавив ја и преска, па нешто се прекина. Само сакав да прашам надушните брчките, како можеме некако со ботокс да ги оставиме? Тоа е последица од забите, нели, вештачкиве заби. Добро, дали ова доволно, докторе? Само да ми повторите кои брчки, не ве слушнав кои брчки. Над устните. Над устните, да. Веројатно господјата импланти ставила, да. Апсолутно, така. Благодарам уште еднаш за вашето јавување, господи. Постојат брчки кои што може да севат при ваков захват или пак брчки кои што може да севат кај пушачи. Во однос на тоа се појавуваат баркод брчки, ги викаме ние професионално. Како рековте, баркод? Баркод, да, затоа што многу наликуваат на баркод. Вертикални се кои што се наоѓаат над границата, значи на епителот на горната уста. И за некои луѓе при говорење или при слободна форма на лицето се забележуваат и им сметаат. Тука се инјектира ботокс во мали дози со цел за да таа брчка се испегла на еден начин или да се пополни буквално, што делува, очигледно меѓутоа не е пополнување правиот збор. Сепак е пеглање, вака да го наречам народски за да може да ме разберат, каде што едноставно бараме опуштање на мускулатурата со цел да се израмни кожата во тие предели. И во овој кажете. Во однос на прашањето, да, има решение и би можеле да погледнеме и да преку консултација да ви објасниме како функционира методата. Ова беше господјот од Гостивар прва што се јави, да? И пред блокот втор на реклами ме интересира, бидејќи зборуваме за ботоксот, рековте дека е токсичен, но сепак преку оние исследувања кои што фармаколошката индустрија ги направила е достапен и ги решава проблемите, што всушност прави во телото или во таа зона каде што се аплицира, каде што се става ботоксот. Како при ставање на ботокс, рековте, се подигнуваат устните, вегите, носот, челото се пополнуваат. Еве ќе ги спомнам, пошто спомнавме мускулатура, исто така едно од новитетите кои што можам да ги наречам е пронајдена употребата на ботоксот, а тоа е ставање во овие џвакачки мускули или масетерни мускули, кај оние пациенти кои имаат проминентна мускулатура која што им ја нарушува силуетата на лицето. Имено во однос на вашето прашање за тоа како делува ботоксот, или што подкожно се случува кога ќе се стави веќе. Боцкањето не оди толку подкожно колку што иде мускулно. Значи гледаме да го таргетираме мускулот затоа што ефектот на ботоксот е да оствари блок помеѓу нервот кој што доаѓа од мозок и го носи сигналот према мускулот и самиот дел од нервот кој што го како да кажам се разгранува низ самиот мускул. Застанувајќи на оваа граница помеѓу овие два нерва или делови од нервот, од еден ист нерв, ние овозможуваме блок или стопирање на пренос на таа информација. Апропо ова, се прекинува и самата функција на мускулот. Моментално не е така страшно драстично како што звучи. Се прекинува функцијата на мускулот, тој грч на мускулот и со тоа се овозможува да се израмни самата кожа на тие места. Значи јасно е како функционира, ќе објасниме и технички во вториот дел од емисијата како го применувате сето тоа и решавате. И според она последно што го кажавте, треба искусен пред се дерматолог и практичар кој што треба да ја аплицира таа доза од ботокс, како што рекоте, да го погоди мускулот, а не толку подкожно. Така, значи познавањето на анатомијата е многу битно за да се намалат несаканите ефекти кои што може да настанат, а и се најчести од јатрогена природа, значи од докторска природа. Или непознавање доволно на анатомијата, како што рековте. Благодарам за овој дел од разговорот, а пред рекламите да го вклучиме и следното јавување. Нормално ќе дадеме одговор во продолжение на Фактор здравје. Добар ден до вас. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, господјо, одлично ве слушаме. Повелете со вашето прашање. Да ве прашам, едно прашање за докторот, дали може да се развие алергија на ботокс? Благодарам за вашето прашање, ќе одговориме веднаш по блокот реклами. Останете со нас. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može?
ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breska. Nije šala, nije vic, stigao je Gegić. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штипна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Големата Стобиранка влегува во својата завршница. Првиот Toyota CHR хибрид во Македонија те чека можеби токму тебе. Вози скутер Априлија или освои една од 175 други вредни награди. Грицкај Стоби и продолжи да стобираш. Последното новогодишно извлекување на Стобиранка е на 25 декември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози! Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од месоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Празниците се поубави во топол дом. Со централното грејење подобро се грееме, помалку плаќаме и придонесуваме за животната средина. За оптимално грејење потребни сме сите. Колку повеќе не има, помалку трошоци за секого. Навременото плаќање на сметките исклучува дополнителни трошоци за присилна наплата согласно со законот. Од сега, плаќајте брзо и едноставно преку услугата Бек и Пеј на интернет страницата на Бек Снабдување. Вреди да сме вклучени за топол дом, за доброто на сите. Снабдување со топлина Балкан Енерджи. Неделна промоција во Веро. Јаболка Ајдарет 18 денари, пашканат 39 денари, компир Агрија 18 денари, пилешки батаци свежи 129 денари, маслинки црни 159 денари, јогурт с брегов 39 денари, бајадера 299 денари, замрзнат зеленчук кинески микс плюс руска салата 99 денари, паста за заби Colgate 81 денар, сет вино Сковин 2 плюс 1 гратис, детергент Первол 209 денари, риба ослич без глава 119 денари. Коински брисачи Перфекс 49 денари. Веро, се на едно место. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници: Стојанова танкица, Струмица, Шабановски ѓулер, Пласница, Стојановска стојка, Тодоровци, Чаловска павлина, Гостивар, Стојановски Сашо, Крива Паланка, Црвенковска Радка, Тетово. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena do savršenstva. Uz pomoć liposukcijske ishrane. Motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna Nova godina!
За примената на ботокс во естетската дерматологија денеска го одвојуваме ново во продолжение од Фактор здравје, а јас ве поканувам на 6091-924 и 6091-925 да не се придружите овде во студиото во разговорот со доктор Тихомир Цветковиќ, кој што е представник на Дермаплус, естетско-дерматолошката ординација која што ви е достапна секојдневно и од било која точка на земјата на www.dermaplus.mk, како и на директниот телефонски број 022446600. Кога зборуваме за техничкиот аспект или она што вие секојдневно го работите во ординација, како изгледа еден третман и дали е тој доволен, што е индицирано повеќе третмани да се направат и секако дали годините играат тука улога и регијата на лицето? Процедурата, како што претходно малци и наговестив, е многу едноставна. Значи, подготовката е скоро сведена на минимум. Значи, локално се дезинфицира местото со алкохол, апсолутно шминка и остали препарати доколку ги има пациентот небитно, се отстранува за да биде кожата чиста. Алкохол, како што напоменав, и се применува кон боцкање. Значи, ботоксов всушност е раствор. Значи, он доаѓа како концентрат кој што ние го раствараме со физиолошки раствор и после тој раствор го всушност го брезгуваме. Инекцијата е скоро безболна, значи тоа се толку тенки, фини инекции што впрочем не се ни чувствува боцкањето. На одредени места може да е индицирано да се стави топична анестезија поради природата на нештата, на анатомијата на тие места, како е на пример масетерот што го спомнав, или можеби горниот дел од усните, не е пријатно сепак. А работиме и на комфортот на пациентите, не можеме да бидеме бездушни. Колкава количина е во шприцот или зависи. Значи дали колку поголема е брчката или просторот што треба да се пополни толку повеќе. Така има некои формулации кај што во принцип е субјективен е третманот кај сите пациенти е различно, меѓутоа она што е исто е пропорцијата. Значи доколку некој пациент има попроминентна брчка или едноставно има поголем број на брчки, небитно, автоматски се бара и поголема количина на ботокс, затоа што во принцип значи дека мускулот на таа регија е повеќе засегнат, или ајде може да засегнат е силен збор колку што може да е прекористен. И во тој поглед потребно е повеќе ботокс за да се реши овој проблем. Во однос на бројот на третмани, повторно, тоа е индивидуална работа, меѓутоа за разлика од другите третмани ова се зависи од сликата што има пациентот сам за себе. И очекувањата, сигурно. Очекувањата, апсолутно. Значи, ботоксот сам по себе, времетрењето негово варира, не е фиксно. Има некоја маргина, 4 до 5-6 месеци во одредени случаи, колку што повеќе еден мускул се користи, толку побрзо ќе се потроши. Колку што помалку правиме мимики, толку е ефектот негов поголем. Очигледно е дека мимиките не може да се избегнат, нормално и гестикулациите, и таа невербална комуникација, но кога зборуваме за очекувањата, какви се очекувањата од една страна кај луѓето, клиентите, не се тоа пациенти, нормално пред се, и вашите, што според вас треба првенствено да го имаат на ум и во однос на очекувањата, колку третмани, најважното прашање, се доволни да се постигне тоа очекување или таа слика за себе? Самите пациенти ќе кажат најаво. Некои се задоволни од еднаш. Некои пациенти си доаѓаат на редовна линија, значи си доаѓаат редовно, го ја посетуваат ординацијата, ги ставаат ботокс, користат други третмани и така натаму. Значи се зависи од можностите, потребите на пациентот, но како и имиџот кој што го има тој за себе, кој што сака да го створи. Бројка нема лимитирана, значи не може да каже производителот дека ве ограничува на одреден број третмани. Ве ограничува на дози, што е многу побитно да се каже и да се запамети, отколку бројот на третмани кои што се прават. Еве конкретно челото, рековте дека тоа е регија која што најчесто работите, колку третмани се потребни? Да речеме еден просек кај лице од 40 години, например. Во принцип, во овакво сценарио, ботоксот делува веднаш, значи му треба отприлика максимум 7 дена за да своето дејство го успостави и во однос на, како што рековме, кога ќе го користи тој мускул, ботоксот може да трае од 4, 5 па и 6 месеци. Што се случува после? Ефектот се намалува, не е нагло, значи нема вие да се разбудите еднутри да речете и готово, крај ефектот. Значи тоа е постепено се разградува, постепено се оствара комуникацијата на мозокот со самиот мускул и се враќаат полека. Меѓутоа не е така драстично како претходно и многу е битно да се каже дека преку кумулативното користење ефектот се пролонгира. Во одредени инстанции може да биде и траен.
Оно што е важно, рековте дека потребно и имате веќе клиенти кои што редовно доаѓаат, се боцкаат и одржуваат тоа ниво, нели, да не се познаваат брчките или тие линии, колку често треба тоа да се одржува. Знам дека пристапот е индивидуален, но што велат вашите знаење и праксата која што имате секојдневно во вашата ординација? Мора да се запримети, значи, од производителот, значи, упаса. Значи, ако тој гарантира дека од прилика 4 до 5 месеци вие ќе бидете без брчки или ќе го санира ефектот, не смееме да форсираме. Не смееме да форсираме. Така, затоа што има една фина граница која што многу лесно се преоѓа и каде што веќе после не изгледа убаво и не изгледа природно. Естетската дерматологија има задача што е многу битно да се каже да ги аугментира оние делови кои што вие ги поседувате, а не да створи нови. Таа мисконцепција многу е честа и многу доаѓа до конфликт. Меѓутоа мора да се биде реален во однос на тоа што може, а што треба. Така да истото и важи со ботоксот, можда и најмногу важи со ботоксот, каде што треба да действуваме на оние потреби, а не на нешто што е нереално или фикција, да. А кога ќе се аплицира или кога ќе се стави ботоксот и кога ќе има свое дејство, дали тоа лице, на пример, зборуваме за челото, може да го подигнува повторно челото, да прави мимики? Лимитирано е. Значи како што и дали чувствува болка ако веќе тоа го направи? Не, апсолутно. Болката не е, него едноставно ќе не може да го оствари тоа. Нешто најблиското е налик умор после вежбање во теретана. Значи, едноставно се истуштува мускулот и нема капацитет да ја направи целата контракција. Нема болка, нема. И останавме должни за гледачката намерно, сакав сега да го поставам тоа прашање пред рекламите, спомена дали може да предизвика алергија примената на ботоксот во естетската дерматологија? Во многу ретки инстанции да. Значи, тоа е една децимала од сите корисници, значи, на ботокс во светот, каде што ботоксот може да створи алергиска реакција. Меѓутоа да не се плаши господјата, тоа е многу ретко и доколку не да може да се случи, има едноставно решение, не е ништо животно загрозувачки, ниту пак деформирачки однос на лицето и така натаму. Уште еднаш ги поканувам гледачите, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани, слободно јавете се доколку имате интерес и сакате активно да учествувате во Фактор здравје, а на располагање ви стои доктор Тихомир Цветковиќ, кој што зборува во името на естетско-дерматолошката ординација Дерма Плюс од Скопје, ординација која што секојдневно ви стои на ваше располагање заради совети, закажување термини и решавање на вашите естетски проблеми на 02 244 6600, како и директно секојдневно се разбери во било кое време од денот на глобалната мрежа на www.dermaplus.mk. За крај на овој разговор и како завршница кажавме дека и мажите и жените подеднакво може да ја користат или да ја применуваат и да ги ползуваат позитивните дејства на ботоксот во естетската дерматологија, што е ќе се случи ако еден ден се престане, ако не се боцка тоа лице, дали има некој несакан ефект, враќање можеби на ниво кое што не е посакувано од тоа лице, или? Од како ќе се прекине, негативните ефекти не постојат, значи нема некоја зависност, дали ќе биде тоа во однос на ткивото или во однос на психата, не постои. Значи, ефектите полека исчезнуваат, односно се враќа функцијата целосна на мускулот, ништо чудно и повторно се вратат дел од брчките, меѓутоа не во таков број. Така да би рекол дека тука нема несакани ефекти, а зна да се јават при самото боцкање. Значи тоа е битно да се спомене, зашто не спомнав. Кои се тие ефекти кога веќе тука очекуваат. Најчесто оди модринка, затоа што немаме сите еднаква анатомија. Да, главните анатомски топографски целини се тие, меѓутоа не можеме да знаеме кој кај има гранче од некоја вена или артерија, која што може да се погоди при боцкање, е модринка која што брзо се санира. Втората работа е протекување на самиот ботокс низ ткивото и да го продолжи својот ефект и на друга регија. Значи, во однос која се боцкаат веги, може несакан ефект да се јави птоза или пад на окото, затоа што дел од таа супстанца променирала и према остатокот од тие нерви моторни кои што го држат тонусот на мускулот и да направи една блага птоза која што исто така се санира многу брзо и нема безазглезна. Така. И за крај на овој разговор уште да споменеме дека примената на ботоксот не значи некоја посебна подготовка. Еден информативен разговор рековте и веднаш може да се примени ботоксот врз лицевата регија и сигурно после примената пациентот или клиентот може веднаш да замине на сите оние обврски кои што ги има. Тоа нема даунтайм што би се рекло. Ако остана нешто што сакавте да кажете, јас не ве прашав, повелете. Во принцип тоа битно ми е да се каже дека ова не е некој баук, нека не е некој мит кој што односно дека е мит, меѓутоа дека нема несакани ефекти, дека нема да изгледаме сите пластично доколку би стаиле. Тоа е
се зависи од желбата на самиот пациент. И сигурно секој може да го примени без оглед на возраста, без оглед на професијата, Дефинитивно. образованието и така натаму, сите оние работи предрасуди во однос на тоа. Да, ви благодарам за сите овие новитети што ги донесовте во име на Дермаплус. Ви посакувам среќна и успешна нова 2017 година и во јануари повторно ќе се видиме овде во Фактор здравје. Благодарам уште еднаш. Доктор Тихомир Цветковиќ во име на естетско-дерматолошката ординација Дермаплус денеска гостуваше во Фактор здравје. Dermaplus.mk е страницата каде што можете да комуницирате со оваа ординација во продолжение за решавање на вашите естетски проблеми. А знаете дека утре во исто време и на исто место ве чекаме со новото продолжение од Фактор здравје. До тогаш пријатен ден.